Книжевноста за мене, меѓу другото, представува и борба, така да на некој начин моето творештво е борба да им дадам глас на сите оние кои може би немале доволно храброст да се изборат за себе си и кои биле замолчени од општеството, а тоа се жените и квир луѓето. Како читател никош не сум сакал вишоци во литература и затоа секогаш ми било предизвик да напишам со што помалку зборови, да напишам што повеќе работи, затоа ја сакам таа кратката форма и најудобно се чувствувам токму во таа форма. Моето творештво доминираат претежно теми кои можеби не толку често биле обработувани во македонската книжевност или кои речиси никогаш не биле обработувани, а тоа се теми за другоста, за сексуалноста, за стравовите, за траумите. Мислам дека македонската книжевност, особено по новите генерации, авторите од 70-та и авторите родени 80-та година, ние некако се повеќе се доближуваме до она што во моментов е актуелно во европската па и во светската книжевност. Нашата генерација го свати она што долги години многу генерации можеби не го сваќаа или го чувствуваа како обврска да го пишуваат, а тоа е така наречениот историски наратив. Мојата генерација се осврне кон едни теми кои се многу по глобални, многу по универзални и затоа мислам дека доживеевме таков успех како што доживеевме. Ретко кој балкански писател може да си го дозволи тој луксус да живее само од пишување. Ние покрај тоа што пишуваме, ние имаме и други работи, така да многу малку време ни останува за пишување, затоа што од понеделник до петок ние од 9 до 16 часот ние мора да сме некаде на работа за да можеме од нешто да живееме. Овие резиденции се одлична можност за да се посветиме токму на пишувањето и на себе си, како автори, се разбира.